Изработка на катастар за животна средина, набавка на механизација за чистење и прскање на коловозите со специјални средства, едукација на населението. Ова беа главните мерки на предлог програмата за заштита на животната средина, која беше усвоена на денешната седница на Советот на општина Тетово. Опозиционите советници реагираа дека мерките биле популистички и задоцнети. И при тоа се вели дека потребно е да се врши мониторинг на загадувачи, мерки за смалување на загадувачи, мониторинг. Значи, истото што се предвидува и во ланската програма. И тука нема кои се извршители, колку средства се предвидени за да се реализира оваа програма. Од СДСМ, кои се дел од мнозинството на Советот, истакнаа дека мерките се за поздравување и ќе придонесат граѓаните да дишат почист воздух. Тука е било наведено дека тоа ќе бидат за набавка на уреди за затоплување за 2020 година. Значи 2020 година имаме уште една зима. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи се пофали дека општината континуирано спроведува мерки против аерозагадувањето, а предлог програмата вклучува дополнителни активности кои ќе се реализираат оваа година. Значи со основното училиште на Инфрашари и со 3 објекти, значи на општина Тетово, каде што ние веќе аплициравме на програма и за поставување на инвертери, и овие објекти фактички имаат намалување на емисија на штетни гасови за 80%. Тетово и годинава е рекордер по големо аерозагадување, но конкретни мерки против загадениот воздух на терен не се забележуваат.